Добар ден, ученици! Добре дојдовте на видеочасот по општество за второ оделение. Наставна содржина. Апарати во домаќинството. Тема електрична енергија. Цел на часот. Да ги именуваме апаратите во домот и да знаеме зошто ни служат, да знаеме кои апарати за да работат користат струја, а кои батерија и да знаеме правилно да ги користиме. Ке започнеме со игра асоцијација, во која игра треба да го откриеме конечното решение што е долу, каде што во конечното решение ни кажува што ќе работиме овој час, односно наставната содржина. За да го откриеме конечното решение, ќе ни помогнат по линијата А, Б и В, а за да нив ги откриеме, ќе ни помогнат по линијата што се над нив. А1, А2 и А3 ќе ни помогнат со нивната асоцијација да го откриеме полето А, што крие, Б1, Б2 и Б3, што се крие во полето Б, и В1, В2 и В3, што се крие во полето В. Може да започнеме, не мора да одиме редоследно, може да кажувате поле кое што вие ќе го одберете. Може да почнеме. А3 може. Се чува храна на ладно. Да отвориме уште некое поле. А1 има полици. А2 во кујна е. Можеме ли да погодиме, ученици, за што станува збор? Има полици, во кујна е, че се наоѓа во кујна, се чува храна на ладно. Кој збор се крие во полето А? Така е, фрижидер. Б1 продолжуваме, гледаме филмови. Далечинско, Б3 водневна е. Можеме ли да откриеме што се крие во полето Б? Телевизор. Така, ученици. И уште да го откриеме полето В. В1 форма на цилиндар има топла вода. Во бањата се наоѓа бойлер. Така, ученици. Сега, овие три поими, фрижидер, телевизор, бойлер, што се тие? Апарати во домаќинството. Така, денес на овој час, значи ќе зборуваме за апарати во домаќинството. Ќе почнеме со именување на некои од апаратите што ги имаме сите ние во нашите домови и каде се користат во домот. Прво е фрижидерот. Каде се користи, ученици? Каде го има? Во кујната, така, и зошто ни служи? За да ја чуваме храната во него на ладно, за да стои свежа подолго време. Фенот во бањата, за да ја сушиме косата, точно. Телевизорот во дневната соба, за да гледаме разни ТВ програми, ТВ емисии кога имаме слободно време. Бойлерот во бањата, за затоплување на вода, да имаме топла вода. Радијаторот во било која просторија во домот, каде што имаме потреба да се затоплиме. Машината за миење садови во кујната. Пеглата за пеглање на облека. Електричниот шпоред исто во кујната и служи за готвење на храна. Машината за перење на облека. Каде, ученици? Во бањата. Микробрановата печка исто во кујната и служи за затоплување на храна. Така. Ламбата, столната ламба во некоја просторија каде што имаме потреба од дополнително осветлување. Што им е потребно на сите овие апарати за да работат, ученици? Потребно им е електрична струја. На некои уреди, како што се овие на сликата, за да работат им е потребно електрична струја или електрична енергија. Во едно домаќинство имаме многу електрични уреди, апарати кои работат на електрична струја или енергија. Ова е само еден дел од
електричните апарати кои што ги имаме во нашите домови. Имаме многу повеќе електрични апарати. Да именуваме други апарати, да видиме што им е потребно тие за да работат. Далечинското служи за да ги менуваме ТВ програмите на телевизорот, а за да работи ученици што им е потребно? Батерии. Џебната светилка, зошто ни служи? За ноќно време, за да осветлуваме, така, за да работи што му е потребно. Исто така батерии. Радиото, за слушање музика, слушање радиоемисии, батерии, радиото може да работи на батерии. Часовникот работи на батерии и ни покажува колку е часот. Играчките на батерии работат, се движат, со помош на батериите може да се движат, да се вртат. Лаптопот, има батерија лаптопот. Подолго време може да работи без приклучок на електрична енергија, да работи на батеријата и служи за да учиме нешто, да играме, да истражуваме. Ламбата која е на нашето биро, на батерија може да биде ламбата. Служи за да дополнително ни осветлува кога работиме нешто. Значи, сите овие апарати им се потребни батерија, за да може да работат. Некој една, некој две, некој повеќе батерии. Но, нема да работат ако батериите се потрошени или не се правилно наместени, поставени внатре во овие апарати. Ако не се правилно наместени батериите, оваа џебна светилка, која што е на сниката ученици, нема да работи, нема да свети. Како треба да ги наместиме батериите? Треба да внимаваме. Оваа џебна светилка, внатре за да работи, потребни се две батерии. Едната е внатре, како да ја наместиме втората батерија? Внимаваме. Позитивниот плюс знак и негативниот внатре минус знак мора да ги допираат кревите, да се допрат, за да може батериската ламба да свети, како на оваа слика, каде што таа веќе свети, но батериите се правилно наместени и светилката светна, светилката свети. Некои апарати во домаќинството ученици за да работат користат електрична струја, но видовме дека и некои користат и батерии. Кои од апаратите што ги спомнавме, а може и некои други да наброите ученици или уреди, може да ракувате вие децата? Телевизорот. Така, можете самостојно да си пуштите некоја ТВ емисија и да ја гледате. Лаптопот, фрижидерот, си земете некое сокче. Фенот, може самостојно да си исушите косичката. Ламбата, столната ламба, доколку имаме потреба од дополнително осветлување, можеме, значи, да ја вклучиме. Но, на што треба да внимавате ученици? Иако изгледа лесно се тоа да се вклучи, да се отвори, на што треба да се внимава? После употреба треба да внимаваме, односно да ги исклучиме, да не ги оставаме вклучени. Внимателно треба да ракуваме со нив. Ако се оштетени или ако некој од нив не работи, треба да пријавите кај родителите. За да ги користиме електричните уреди или апарати, треба да знаеме правилно да ракуваме со нив. Во спротивно, може да се случи некоја незгода или пожар во домот. Со повеќето апарати треба да ракуваат само возрастните, не и децата. После употреба и задолжително да се исклучат од штекерот. Секогаш треба да внимаваме со мокри, со влажни раце, да не вклучуваме или исклучуваме во или од штекерот. Ако видиме оштетен кабел, да кажеме на возрастните. Со сила да не го влечеме кабелот од штекерот. Во близина на вода, како што е на оваа слика, да не вклучуваме електричен апарат или уред, како што детево во близина, значи кај што е пуштена чешмата,
го вклучува фенот за да се исуши својата коса? Не. Водата и струјата не се сакаат ученици. Незгода може да се случи. Да повториме преку неколку квиз прашања. 3 прашања се, а првото. Кој од наведените ученици апарати работи само на струја? Под А далечинско, под Б столна ламба или под В електричен шпоред? Што работи од ова само на струја? Така електричен шпоред. Видовме примери каде што столна ламба може и на батерија да работи. Второто прашање. Кој од наведените апарати работи на струја? Под А фрижидер, Б џебна ламба или под В часовник? Така е, фрижидерот работи на струја. Третото прашање. Кој од наведените апарати работи и на батерии и на струја? Лаптопот. Така, ученици. Одлични бевте. Ви благодарам за денешниот видеочас и се гледаме на следен час. До тогаш, довидување.